Добро вечер. Четврток 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи, вие сте на истинското место. Зошто? Бидејќи јас и вие имаме право да знаеме вистината, односно вие и јас имаме право да знаеме вистината. Да не звучам ко политичарите во Македонија, прво да си го ставам моето име, а подоцна да ставам вас, бидејќи вие сте главни. Вие сте најважни. И ова емисија функционира, и ова емисија постои поради гледачите и поради публиката. Ако не би биле гледачите и ако не би била публиката, тогаш не би постоела ни емисијата во Центар. Последна емисија за ова календарска 2022 година. Следното дружење ќе биде или на 12 или на 15 јануари. Ние воведовме една опција која се вика membership, каде што гледачите на емисијата во Центар може за одредена символична сума, како што се вели за едно кафе, да станат членови, да бидат membership на емисијата или на каналот во Центар. Тоа чини некаде околу 100-120 денари. И за тие членови, бидејќи нели треба да им се одолжам, веројатно во текот на јануари месец, бидејќи тоа се плаќа еднаш месечно, знаете, тоа не е да се плати еднаш и трае една година, бидејќи немаме таква опција, туку еднаш месечно треба едно кафе да се плати, станувате членови или membership на каналот во Центар. Некаде почетокот на јануари ќе имаме две видео обраќања или видео чат со мене за луѓето кои се членови или membership на каналот во Центар, кои имат платена одредена символична членарина. Првата анализа или првиот видеочат ќе биде на домашни политички теми, вториот видеочат ќе биде на регионални или на светски политички теми, ќе трае еден сат, ќе биде преку апликацијата Zoom, накнадно и благовремено ќе бидете информирани, ќе можете да поставувате прашања, ќе ви одговарам на тие прашања, ќе трае 60 минути, ќе можеме да ги растресиме или да анализираме сите политички теми во Македонија, на Балканот, тоа што е сега актуелно Косово, што ќе се случи, ќе се прелее во Македонија, бидејќи се многу мали шансите, нели, реално да се прелее во Република Македонија, Украина, односите Русија, Америка и така натаму и така натаму. Значи, тоа ќе можеме да го направиме со овие кои се членови, кои имаат membership, кои имаат таа опција, нели, кои имаат исполнети тие услови да бидат членови на каналот во Центар. Модерни времења се тие, YouTube тоа го инсистира, YouTube тоа го бара, сега бара и одредена друга опција или друга некоја можност, а тоа е лайвстрим да се прави, или оние подкасти кои се нарекуваат модерно, да траат 2 или 3 сати, да биде некоја полежерна атмосфера, со слушалки на уши, со микрофони пред гостинот пред мене, тоа да трае 2 сати, се поставуваат некои лежерни прашања, бидејќи младата публика сака да ги види гостите и сака да го види водителот, односно домаќинот, односно мене, во некоја неформална атмосфера. Како вариме кафе, како правиме кафе, како поставуваме одредени прашања, нели да навијат од таа друга страна на завесата. Не знам, се уште анализираме, се уште размислуваме дали таа опција да ја ставиме во функција, бидејќи 2 сати да седите една камера или 2 камери да ве снимива и да поставувате некои лежерни прашања, тоа за мене е супер досадно, знаете, бидејќи ако во 40 или 50 минути не поставам 60 прашања, тоа за мене е неуспешно интервју, тоа е неуспешна емисија. Ќе видиме што ќе случи, ќе видиме како тоа кој во кој правец, кој меѓутоа тие се нови трендови. Младата публика е најмногу застапена на YouTube и најмногу застапена на Instagram. Бидејќи главната конкуренција е TikTok, тогаш и самата платформа на YouTube се прилагодува на трендовите, знаете. Сака да ги придобие тие млади гледачи до 19, 20, 23 години. Меѓутоа ќе видите структурата на емисијата во Центар, ние некаде имаме околу 10 до 12% од вкупната маса на гледачи кои се постари од 65 години. Младата популација од 18 до 20-24 години ни учествува некаде со 5 до 6%. Единствено кај таа млада популација има одредено намалување од 1% кога почна војната помеѓу Русија и помеѓу Украина, бидејќи најголем дел од нив се анти-украински или анти-американски или анти-западно ориентирани. Можеби не се толку анти-западно ориентирани, колку не се согласуваат со таа непринципиелна политика која меѓународната заедница ја води во однос на Република Македонија. Таква е структурата, правиме одредени анализи, дали ако воведеме лайвстрим, тоа ќе не ги намали гледачите кои се постари од 65 години и колку ќе не донеси од таа млада популација некаде од 22-23 години. Ова е за почеток, ајде да видиме што за вечера и подготвивме за емисијата во Центар. И уште еднаш, на почетокот, благодарам за сите кои станаа членови или membership на каналот во Центар, и сите останите кои имат платено она апликација Thanks. Thanks е апликација или можност или опција која се плаќа ако ви се допадне емисијата. Плаќајќи Thanks, вие не станувате membership на каналот во Центар, тука ви се допаднала одредена емисија со Тома Врамски или со адмирал Дава Домазет Лошо или не знам со Борис Стојменов или било која друга емисија, и тога за таа емисија вие плаќате Thanks.
Тоа се дели некаде 70-30. 30% оди за YouTube, 70% оди за нас и ако платите некоја мембершип 100 или 120 денари, толку е, мислам, членарината, едно кафе, тоа значи дека некаде околу 70 до 80 денари останува за емисијата во центар и ние преку таа членарина или преку тие уплати кои се прават, се обидуваме да направиме или да формираме или да создадеме одредена финансиска конструкција која ќе ни овозможи да одиме барем 3 пати неделно со одредена дополнителна емисија во вторник. Ако тоа успееме да го направиме, тога знаете нема да имаме потреба да бараме некои реклами на страна надвор од YouTube-от, бидејќи огромен број на гледачи се јавува и пишува зошто имаш толку реклами. Тоа не се мои реклами, тоа се реклами на YouTube. YouTube става толку реклами во емисијата во центар, бидејќи тоа убедливо најгледана емисија на територијата на Република Македонија и каде YouTube би ги ставал тие реклами, ако не ги става во најгледаната емисија. Меѓутоа, знаете што е интересно? Сите кои доаѓа изминатите 1 или 2 години, да се бунат, да протестираат зошто има толку реклами, ниту еден од нив не е мембершип на емисијата во центар, бидејќи ако е мембершип, тоа ќе може и без реклами да ги гледа емисиите или да ги гледа видеоите кои ќе ги ставам, видеата кои ќе ги ставам за гледачите, односно за членовите кои се мембершип или членови на каналот во центар. Значи да расчистиме, сабскрајбер е бесплатно. Сите може да бидете сабскрајбер или да се преплатите на каналот во центар. Мембершип се плаќа одредена членарина еднаш месечно, која мислам дека чини околу 120 денари, 30% оди за YouTube, 70% оди за каналот во центар. Тоа го правиме да создадеме одредена финансиска конструкција која ќе можеме да ја искористиме за снимање на трета емисија. Значи емисијата во четврток во 22 часот, емисијата во недела во 22 часот, како што е редовно од емисијата во центар 85 пати во текот на една телевизиска сезона, вие ќе може и понатаму без пари да ги гледате. Овие кои се мембершип на каналот во центар ќе има дополнителни видеа, одредени видео, чат, комуникација, дополнителни анализи, надвор од овие два редовни термини во четврток и во недела, за одредено дообјаснување, за да може сите луѓе кои ме прашаат да можам сега на најдиректен начин да им објаснам. Има опција која се вика суперчат, мислам дека таа опција суперчат можете да ја користите само да ја коди премиерата на емисијата, да поставите одредено прашање, мислам дека таму се плаќа нешто символично и вашиот одговор ќе биде бетониран, фиксиран, да може во текот на траењето на целата емисија сите кои ја гледат емисијата додека трае премиерата да го видат и тоа не може да биде ниту избришено, ниту трнато. За почеток доволно, ајде да одиме со емисијата. И што да кажеме за 2022 година, која за неколку дена ќе заврши, ќе испратиме во историјата, во темната или во светлата страна на историјата, зависи кој како на личен план ја има доживено таа година. После 2 години корона, кога, знаете, сите очекувавме одредено либерализирање, одредено враќање во нормала. Нас не се случува никаде крајот на февруари ова година војната во Украина, Русија Украина. Јас сум прочитал многу анализи, сум снимил многу емисии, многу луѓе си имат произнесено, има дадено проценки што ќе се случува, зошто дошло до војната и така натаму и така натаму. Меѓутоа најдобрата анализа која ќе биде објавена на порталот во центар, тоа не е наша анализа, тоа е преземена анализа, се нарекува Андреј Пионтековски. 82 години има, русине, според мене дава најдобрата анализа. Всушност, неговата анализа е одговор на анализата на Хенри Кисинџер. Растур систем, дроп сарма го прави Хенри Кисинџер, што се вели во ситни цревца го анализира, го дели, го множи, го вади и така натаму и прави одредена политичка анализа. Суштината на таа политичка анализа е дека ова што сега се случува во наводници е четврта светска војна. Дека третата светска војна сме имале прва светска војна 1914-1918 година, па втора светска војна која почна на 1 септември 1939 година со нападот на Полска, завршува нели со Хирошима и Нагасаки и потпишување на сите тие мировни договори. Гледате, сите мировни договори се потпишуваат во Париз. И за првата и за втората светска војна и за завршување на балканските војни се потпишани во Париз. И Дејтонскиот мировен договор во Париз. И овој неуспешен мировен договор Рамбује во Париз, која е претходница на бомбардирањето на тогашна СР Југославија. Учество на Франција во договорот помеѓу Македонија и Бугарија, или тој париски или француски предлог за решавање тоа договор, значи Франција секогаш вклучена и во Франција или во Париз се финалињата на сите мировни договори со кои се решаваат одредени локални или одредени светски проблеми. И третата светска војна тоа дефинира студената војна. Тоа што сега се случува според Пентаковски вели дека е обид на Путин да се реваншира за поразот на Русија
во студената војна, бидејќи студената војна завршила со распад на Советскиот сојуз и со распад на Варшавскиот пакт. И ово што сега се случува 2008 година Грузија, па 2014 година Крим, па сега 2022 година нападот на Украина, тој е обид на Путин да се освети, да се реваншира за поразот на Русија и на Советскиот сојуз во студената војна. Одлична анализа, сите ако имате време ќе го прочитате. Текстот е објавен денес или ќе биде објавен утре на порталот во Центар, ќе имате што да прочитате на феноменална анализа. Мислам дека тоа е осликува суштината на тоа што сега ни се случува. Не во Македонија, туку во светот. Ние сме толку мали, едно зрно песок по една цела таа конгломерација на светската политичка сцена и ова што сега кај не се случува се само мали бранчиња таму некаде на периферијата на океанот на случувањата во светот. Дете почини гледачи што е суштината на процесите. Русите во моментот помалку оценуваат со енергија, помалку оценуваат со газ, помалку оценуваат со нафта, помалку оценуваат или се закануваат со нуклеарна бомба, помалку оценуваат или се закануваат со жито, трговија со жито, дали ќе се дозволи тоа украинско жито да стигне преку Босфорот и Дарданелите до териториите кај што има потреба од жито, кај што има потреба од леб, а тоа е првенствено сиромашните држави на територијата на африканскиот континент. И тоа во најголем дел русите оценуваат што ќе се случува со таа огромна територија која е некаде на границата со Украина, па тамо далеко на исток до Владивосток, кој се протега на 11 временски зони. Кој ќе ги контролира тие 11 временски зони? Кој ќе го контролира тој нуклеарен потенцијал? Гледате, Русија сега не оценува поради својата суперсила или поради својата воена, политичка, економска, енергетска супериорност, туку оценува поради својата слабост. Кој ќе дојде на местото на Путин? Ќе има ли контрола? Дали Русија ќе се претвори во некоја слаба држава, која во наводници е поразена во Украина, бидејќи без разлика што ќе се случи во Украина, Русија ги нема остварено своите мегали стратешки планови во однос на Украина, да го симни Зеленскиот власт, да го освои Киев и да инсталира проруски режим на власт во Украина, кој ќе дојде на местото на Путин. Тоа е суштината, знаете. И како велат во оваа анализа која ве посочувам, ако после изгубената Прва светска војна, Германија, Италија, нели распорот на Австрија, Унгарија и така натаму, беше одлична подложка за појавата на фашизмот и појавата на нацизмот, што ќе се случи ако Русија биде омаловажена, биде понижена, биде поразена и биде оставена како држава со сериозен нуклеарен потенцијал, втора нуклеарна сила во светот, која се протега на територија на 11 временски зони и која нема силна авторитарна власт. Ето уцената која сега Русија ја прави и како велат единствено Франција ги инкорпорира руските интереси во тој проект или тој процес на решавање на руско-украинскиот конфликт. Франција која секогаш била тој мек стомак на Западна Европа, бидејќи Франција и Италија со силни комунистички партии, 1944-45 година всушност беа потенцијални жртви Советската армија предводена од Жуков и Сталин да влезат во Франција и во Италија и да тие бидат од другата страна на железната завеса. На крајот со Маршаловиот план, со правење на таа првична формација на Европската економска заедница составена од 6 држави кај што се Франција, кај што е Германија, кај што е Италија и земјите на Бенелукс, всушност се става темелот или замајецот за формирање на денешната Европска унија или поранешната Европска економска заедница. Тоа е суштината, знаете. Сега Русија оценува со својата слабост. И ние сега сме сведоци на тоа што се случува во Косово, тоа што се случува во Македонија, тоа што се случува во Црна Гора, бидејќи Македонија и Црна Гора се земји членки на НАТО и може да се случи многу лесно во земји кои се членки на НАТО да се засили или да се бетонира руското влијание. Како? Преку партиите кои се блиски на српскиот свет. И тоа е суштината на она анализа или оние анализи кои ги правам за српскиот свет. Тие анализи не се насочени кон српскиот народ, бидејќи македонскиот и српскиот народ, ако не се најблиски, тога се едни од двата или трите најблиски народи кои постојат тука на Балканскиот полуостров, туку на ретроградната политика на властите во Белград. Бидејќи тоа што сега се случува е некоја дежаву ситуација на тоа што случуваше некаде пред 20 или 30 години. И денес децата на Слободан Милошевиќ и на Војслав Шешел, Ивица Дачич и Александар Вучич се начело на српската држава и се начело на проектот кој се нарекува Српски свет. Српскиот свет, всушност, во моментот, е проект кој има најголем потенцијал да го дестабилизира Балканскиот полуостров. На страна, сите овие албански тенденции, бидејќи таму процесот почна со испраќање на Хашим Тачи во Хашкиот трибунал и претпоставувам дека ќе продолжи и во Косово, делумно во Црна Гора и во еден најголем дел во Република Македонија. Два од лидерите на албанците во Албанија,
се ставени или на црната листа Сали Бериша, или се прогласени дека биле соработници на поранешните комунистички тајни служби туа или Ирмета, значи албанците се полека канализирани, се ставени во одредено шише и од одолен проект дека ќе има 4 албански премиери во од државите кои се формирани на Балканскиот полуостров, тоа е Црна Гора, Абазович, тоа е Косово, тоа е Албанија и евентуално нели Артан Груби, последните 6 месеци од мандатот нова влада да биде 4-ти албански премиер на држава која е формирана тука на Балканскиот полуостров, многу лесно може да се случи албанскиот политички фактор да биде полека маргинализиран, првенствено во Република Македонија. Затоа, во моментот албанскиот политички фактор и не е толку опасен да го дестабилизира Балканскиот полуостров, бидејќи во најголем дел преку српскиот свет, преку Александар Вучич, преку инсталациите во Црна Гора, инсталациите во Косово, инсталациите во Република Македонија, рускиот свет сака да пенетрира во 3 држави, протекторат на меѓународна заедница тоа Косово, земја која е членка на Европската, односно која земја која е членка на НАТО и ги има почнато преговорите со Европската унија, тоа е Црна Гора, и земја која е членка на НАТО и чека почеток на преговорите со Европската унија, тоа е Република Македонија. Ние имаме снимено 6 интервјуа. Тие интервјуа се снимени во овие 2 турнеи, едната турнеја која беше Австрија, Словенија, Хрватска и Србија, и втората турнеја која беше во Белград. Делови од тие турнеи, интервјуа од тие турнеи веќе имаме емитувано. Една од тие емисии со адмиралот Давот Домозет Лошо, која гледа на некаде околу 150.000 прегледи. Најгледана од сите овие интервјуа и емисии кои се снимени во тие 2 турнеи, кои ги направивме во текот на ноември и почетокот на декември, имаме уште 6 интервјуа. 6 одлични интервјуа. Едното интервју со Антон Нобило. Антон Нобило, кој беше најмлад јавен обвинител во Хрватска, тој човекот кој го апси Желко Разнацовиќ Аркан. Текстот кој е напишан човекот кој го апсеше Аркан, Туџман го ослободи, а преку автоматот на Аркан свативме дека работи за тајната служба, е најчитан на порталот Центар во текот на овие 12 месеци. Снимавме интервју со Антон Нобило. Првото интервју со Антон Нобило е снимено 2005 година, кога почнува новиот циклус на емисии во Центар, после паузи од 2 или 3 години, бидејќи емисијата во Центар почна да се емитува на Сител телевизија пролета 99 година, завршуваме некаде 2001-2002 година, па правиме 3 години паузи, 2005 година, мај месец, почнува или продолжува на Канал 5 телевизија. Првите 4 интервјуа се со Бојко Борисов, со Агим Чеку, со Антон Нобило и со Милош Васич. Милош Васич е покоен, тој имаше напишано книгата за атентатот на Зоран Џинџич. Жал ми е што подоцна не снимав ниту еден интервју со колегата Васич, меѓутоа по втор пат снимаме интервју со Антон Нобило. Тогаш снимавме Антон Нобило бидејќи беше актуелно оноа негово судење пред Хашкиот трибунал и ослободување на генералот Блашкец. Сега имаме едно одлично интервју со Антон Нобило. Ќе презентираме од сите овие 6 интервјуа по 2, 3 или 4 минути парчења, за да може да видите за какви интервјуа станува збор. Следува 3 или 4 минути од интервјуто со Антон Нобило, го снимавме во Загреб, во хотелот Ескленада, одлично интервју да ми верувате. За атомската бомба на Тито, како УДБА работела, за екзекуцијата на поранешниот генерален директор на ИНА, неговото бегство, дали бил агент на БНД, како функционирала БНД. Знаете, има една шокантна изјава и тврдење на Антон Нобило дека УДБА и структурата на УДБА била ција за функционирањето на БНД. Погледнете 3 минути некаде во текот на јануари и целото интервју со Антон Нобило. Антон Нобило, адвокат, меѓутоа многумина ве дефинира човек кој многу знае. Учествува во многу процеси, од тамо далечната 1986 година, па Хашкиот трибунал, па Аркан, Туџман, сега Јосип Перковиќ, нели со Здравко Мустер, големите шефови на хрватските или југославенските тајни служби. Меѓутоа за прв пат слушам за вас 1986 година. Тука во Загреб судење на Андрија Артуковиќ. Поранешен министар за внатрешни работи на НДХ, независна држава Хрватска. Тука во Загреб е хаос. Da. To je moj prvi veliki slučaj. Dakle, ja sam prije toga završio onaj pripravnički staž, nije bilo posla za mene u Zagrebu, pa smo me poslali u Donju Stubicu. To je recimo jedno selo 40 km od Zagreba. Ja sam 4 godine tamo radio i njima se to svidilo i doveli me u Zagreb. I onda mi se poklopilo. Nakon 3-4 mjeseca Sjedinjene Američke Države izručili su Artukovića. I rukovodstvo tužilaštva je odlučilo da ja to radim. Nobilo, Artuković je ministar za... Prvo je bio ministar unutrašnjih poslova, pa je nakon toga bio ministar pravosuđa,
otprilike to su mu bile funkcije, ali što je najvažnije, on zajedno sa Pavelićem je potpisnik svih rasnih zakona, na temelju kojih zakona je stvoren Jasenovac i ostali logori, na temelju kojih zakona su se deportirali, ubijali Židovi, Srbi, Romi i tako dalje. Dakle, sav progon koji je fašistička NDH radila je na temelju zakona koje je Artuković potpisao i Ante Pavelić. Той бега значи емигрира во Америка. Da. Некаде крајот на 40-те, почеток на 50-те години, тогаш некој Југославија бара негова екстрадиција, така Da, нели? neuspjela je bila, jer 50. godina je bila neka antikomunistička histerija u Americi. Mislim, jer McCartney je senator vodio te kampanje i onda je sud odbio zahtjev Jugoslavije za izručenje, jer su rekli da je to političko kazneno djelo, a ne ratni zločin. Međutim, Jugoslavija ga više nije tražila, ali židovske organizacije ga nisu puštale na miru. I samo je američki sudac samoinicijativno pozvao naše predstavnike i rekao je, mi smo vas odbili za ovo što ste vi tražili, ali u obrazloženju optužnice našli smo 3 slučaja konkretna ubijanja ljudi, za to ako tražite, onda ćemo ga izručiti. I Jugoslavija nije mogla nego zatražiti. Dakle, to je akcija bila židovskih organizacija unutar Sjedinjenih Američkih Država. Oni su ga pronašli, mislim da u Kaliforniji je živio. Da, Pasadena. Pasadena, znam, mali je svijet. Dakle, ja 96. preuzimam Tihomira Blaškića, generala HVO-a, obrana u Hagu. I moj partner je iz Sjedinjenih Američkih Država Russell Heyman. On je bio tužilac u LA u to doba. On je izručio Artukovića, a ja sam ga dočekao. Znači, i onda se nađemo 96. godine u Hagu i zajedno branimo generala Blaškića. Сите ние разговараме, правиме одредени анализи за тие македонско-бугарски односи. Во сите тие анализи името на Методија Шаторов Шарло, веројатно едно од најспоменуваните имења, што сакал кој бил начело на Македонската комунистичка партија, зошто сакал да ја приклучи Македонската комунистичка партија кон Бугарија, зошто во Македонија последно е кренато востание, зошто е пратен Светозар Вукмановиќ, Темпова, Лазар Кулишевски, така натаму и така натаму. И нели сите разговарајќи, анализирајќи за Методија Шаторов Шарло, никој од нас не знае зашто му е прекарал Шарло. Тоа ќе го дознаеме од интервјуто со Јоже Пириевец. Со Јоже Пириевец првото интервју го снимаме 2019 година, тоа е првата турнеја која правам во Хрватска и во Словенија, кога емисијата во Центар престанува да се емитува на било која телевизија во Република Македонија и се емитува исклучиво или ексклузивно на YouTube. Тогаш правиме 10 или 11 интервјуа. Едно од тие интервјуа во Трс го снимаме со Јоже Пириевец и тоа интервју кој е снимено на почетокот на ноември, ние го емитуваме дури во екот на короната, тоа е јуни или јули месец 2020 година, значи 8 или 9 месеци подоцна, бидејќи постојано се јавува некои актуелни интервјуа. Постојано смета дека тоа интервју можеби не е толку добро, може нема публиката толку да го гледа и така натаму и така натаму. На крајот тоа интервју имаше некаде приближно околу 100.000 прегледи, што за едно историско интервју е фантастична бројка, знаете. Јоже Пириевец е дел од луѓето од кругот на Милан Кучан. Тоа се 20-24 луѓе кои еднаш месечно се среќаваат во некој од словенските или љубљанските кафани, ги расплеткуваат или ги анализираат сите политички случувања во Словенија и надвор од Словенија и всушност тоа е она мека мок која владае со Словенија последните 30 години. И ги нарекот кругот на Милан Кучан. Јоже Пириевец е дел на кругот на Милан Кучан. Имав можност, освен со Јоже Пириевец и со керката на Борис Кидрич, бидејќи од пред 1 или 2 години, како вели Јоже Пириевец, 2 жени се приклучија на кругот на Милан Кучан, жива и здрава е, тие кои имаат завршено средно економско училиште Борис Кидрич, тој е еден од авторите или најголемите економски умови на поранешна Титова Југославија. На Јоже Пириевец му била отворени сите архиви и на Владимир Дедијар, сите архиви на ЦИА, сите архиви на МИШЕС и делумно архивите на руските разузнавачки служби. Има напишано книга Тито и неговите пријатели, која е бестселер, повеќе 250.000 примероци продадена во Словенија. Сега има напишано друга книга во која се третира и македонското прашање. И во таа книга го објаснува феноменот како бугарите имаат изгубено Втората светска војна, а ја зголемија територија, иако се земја губитничка во текот на Втората светска војна. И зошто Сталин во конфликтот со Тито,
кој почна некаде 43-44 година, ги смета бугарите како посилна војска од војската на Јосип Брз Тито, иако бугарите се поразени текот на Втората светска војна, или таа формулација како што вели Јоже Пириевец, дека бугарите, бугарската армија биле Пруси на Балканот. Едно одлично интервју, сега ќе презентираме 3 или 4 минути, исто така го снимаме во Трст, бидејќи Јоже Пириевец живее на релација Трст Лјубљана, има 82-83 години, јас сум живеел во интервјуто, јас сум сигурен дека вие ќе уживате во интервјуто. Јоже Пириевец, историчар. Ова е вашата канцеларија или работна просторија. Да. Тука има илјадници документи. Да, има их пуно. Не само ту, него и доле во клети. Да, ќе провериме, ќе снимеме. Тоа ќе покажати, да. Да. Ова се британски архиви, така? Да, да, да. Тоа е мали дел британских архива. Има их још на хиљаде. Овде, значи, има дел за партизани, дел за македонски партизани, дел за ситуација. Цела Југославија од 41 до 45. Сви проблеми кои се били актуални, наравно највише е била актуална Србија и Босна и Херцеговина, где е бил Тито. Хрватска мanje. Казал би да Далмација je bila jako aktualna. Slovenija jako malo. I tako i Makedonija. Tako da vi Makedonci i mi Slovenci smo bili negdje na obrobju. Na marginite. Na margini, da. Ali ipak, bili su neki momenti kad smo bili i mi jako važni. Да. Господине Пириевец, пред 3 години снимивме интервју. Да. Тоа беше пред короната. И тамо во тој интервју ја објаснуваме операцијата Кошница на пчелите, така вие ја нарековте. Кога американски и британски сили требале да интервенират и да влезат преку Грција и преку Македонија на Балканскиот фронт. Тоа je bilo jako aktualno konac 43. i 44. godine, jer Churchill je mislio da će biti moguće da svoje čete koje ih imao v Italiji da prebaci na Balkan. I on je bio jako zainteresiran za ovo, jer Balkan je bio za Engleze pomemban. Churchill je do kraja rata i još više, ja bi mislio, bio prepričan da će biti moguće da ohrani imperij. Znači britanski imperija. Imperija, da. Znači da je začuva imperijata. Da. Da продолжи da postoji. I radi ovoga je bio za njega Mediteran, Sredozemlje, to je bilo jako pomembno. V prvoj vrsti Grčka, naravno, ali i Jugoslavija. Милан Видоевич, ние веќе сме имали едно интервју со него, голем мајстор на редот на храмот на Свети Јован. Едно од најстарите темпларски редови, човек кој многу знае. Сите овие книги, сите овие интервјуа, сите овие анализи кои се прават од Дејан Лучич, од целата таа структура на српски аналитичари, писатели и така натаму, во најголем дел се користени тези од Милан Видоевич. Самиот е писател, ние некаде 2015 година, после моето враќање на Канал 5 телевизија, едно од првите 2 интервјуа, едното е со Југослав Петрушич, второто е со Милан Видоевич, значи извореден познавач на сите тие прилики. Знаете, тоа е можеби некој комплотна теорија на заговор, меѓутоа во основа има многу вистина. И во основа е најголем дел од сите тие тези кои се кажуваат во тие емисии, во тие интервјуи, подосна се реализират. Не само во Македонија, не само на Балканскиот полуостров, туку и во светот. YouTube последните 1 или 2 години не ги фаворизира овие емисии. Не го зголемува, односно го на некој начин ограничува алгоритмот или препораките да бидат гледани овие емисии. Имавме на таква ситуација со адмиралот Лошо. 7 или 8 дена
емисијата беше бетонирана на некој гледано 75 до 80.000 прегледи, одедна се откочува емисијата и се гледа на некој околу 150.000 прегледи. Или има околу 150.000 прегледи. Што ќе рече дека YouTube-от во оваа фаза на развојот, тие интервјуа помалку како да ги става на понизок ниво на гледаност, понизок ниво на препорака, но од друга страна има еден огромен дел на гледачите, иако во суштина е смената структурата на гледачите на емисијата во Центар. И ако ви приметувате овие српски интервјуа или овие интервјуа кои порано оделе како Алва биле гледани 120, 130, 150.000 пати, сега се многу помалку гледани за сметка на некои други интервјуа кои претходно биле гледани многу помалку. Гледате од онаа турнеја која имавме направена во текот на мај или јуни, кај што беше и Несторовиќ, кај што беше и Лучич, кај што беше и Велимир Абрамовиќ, најмногу гледано беше интервјуто со Миломир Марич, што покажа дека е смената структурата, смените вкусот, смените се афинитетите на публиката која гледате емисијата во Центар, и тоа намерно го имав направено, бидејќи сакав после некаде 25 или 30 години кариера да се профилирам на медиумската сцена, не само со бројките и со гледаноста, туку со влијањето. И беше потребно да имам интервјуа со кои ќе можам да влијам на процесите во Македонија и надвор од Македонија. И во овие 2 години успеав тоа да го направам. Меѓутоа интервјуто со Милан Видовиќ одлично трае повеќе од 2 сати. Каже ни се толку многу работи, знаете. Човек едноставно може само да ужива во тие интервјуа. И има една теза која мислам дека е исклучително битна, која вели дека во битката со хазарите, прабугарите се поразени, и поразени од хазарите тие мора да бегат таму од таа територија која е денешна Украина, бидејќи тие се првенствено доселени од степите на територија на денешна Украина, затоа можеме да ги видиме во одредени делови на Украина, во одредени делови на Молдова, 3-4 па дури до 6% бугарско население и бугарски пасоши се издадени на жители на територијата на Молдова. Тие се населуваат на територијата во околината или устието на реката Дунав од оваа страна и од таа страна Дунав, Романија и Бугарија денешна, Добруче, таму го реке Варна, Шумен и така натаму и таму е формирана првата бугарска држава. Меѓутоа, бугарите се доселуваат на ова балканска територија после поразот од хазарите. Тоа е интервјуто со Милан Видовиќ. Погледнете 3 или 4 минути сега и во текот на јануари. Мислам дека во 2 емисии, бидејќи повеќе од 2 сати снимен материјал, и еми интервју со Милан Видовиќ. Луѓето кои сакаат ваков тип на интервјуа, бидете сигурни дека ќе уживате. Добар ден, Милан Видоевиќ. Не сме се виделе некаде околу 5 или 6. Корона е пореметила нормален живот. И корона и така натаму. И за вас пишува, нели, како вела човек кој многу знае, меѓутоа за вас пишува голем мајстор, публици, значи, човек кој пишува романи, и голем мајстор на гносистичкиот темпларски витешки ред храма Светог Јована. Така. Можете ли за македонските гледачи да објасните што значи прво тоа гносистички, па голем мајстор, па темпларски, па витешки ред на храмот на Свети Јован? Прво да поздравим ваши гледалци и драго ми е да смо поново у контакту и да ćemo moći da pričamo o temama koje interesuju i mene i vas. На исто место, снимавме и Tako пред некаде 2015 година или 2016 беше. Ja sam svoj život profesionalni, ili je to došlo spontano, posvetio istraživanju istorije, iako mi to nije struka. Ja sam iz filmske struke, završio sam fakultet dramskih umetnosti. Да, тоа ви пишува во биографијата. Ali sam malo po malo se zainteresovao za istoriju i zainteresovao sam se za jedan poseban deo istorije koji je povezan sa istorijom hrišćanstva i drugih religija, ali prvo mesto istorije hrišćanstva, pa je deo koji me je takođe zaintrigirao bio deo viteških redova koji su nastali u okviru hrišćanstva u 12. veku i kasnije. To je zanimljiv deo istorije u koji je uključena i istorija srednjovekovne Srbije, mada naši istoričari koji se uglavnom bave istorijom 20. veka, ima vrlo malo stručnjaka za istoriju srednjeg veka, i izučavanje istorije dinastije Nemanjića i posle njih je folklornog tipa, a to je površinski patriotizam na nivou pasulja i praziluka. Taj deo istorije me je takođe zaintrigirao i evo, prošle su decenije, ja se dalje bavim time. И вие станувате голем мајстор. Jeste, ja sam... Кој поред сте голем мајстор, да речеме, на тој Evo sad ću vam reći, ja ред? sam prvo postao vitez martinista,
Što to znači? To je viteški francuski red koji se bavi ezoterijskim hrišćanstvom, takođe gnostičkog učenja. Onda malo po malo sam došao do pozicije, neko me je predložio, ne znam kome je predložio, nepoznati majstori, kako bi se reklo, superior inconu, da, su predložili... Podopren glas, što se veli vo policijeta. Pošto, verovatno, ne znam, i od 2016. godine sam na čelu viteškog reda, koji se smatra, on je bio religiozno bratstvo, na svojim početcima, do tog 12. veka, kada se u evropskoj kulturi pojavio fenomen vojno-religioznih viteških redova. To je, znači, prethodnica, uvertira na krstonosните vojni, ili prva, vtora i така natamo. Legenda je lepa, to znanje da je Jovan Evanđelista, takozvani prvi učitelj. Jovan Krstitelj Isusu, ajde kažem, učitelj nultog ranga, glupo je rangirati ih, ali pisac Evanđelja, Jovan, koje je takođe gnostičko po svom sadržaju, sad da ne ulazimo u detalje da se ne sporimo, je bio prvi učitelj po legendi. A prvi patrijarh osnovane apostolsko-gnostičke crkve, koja je direktno nikla iz Isusovog učenja, je 49. godina naše ere. Prvi patrijarh je bio Evodus i hirotonisao ga je apostol Petar. To je legenda koja se vodi sad od tog vremena pa nadalje. Тома Фила. Што да кажеме за Тома Фила? Адвокат, веројатно најпознат адвокат. Негови клиенти се Јованка Брос, Желко Ренатовиќ Аркан, Светлана Ражнатовиќ, Слободан Милошевиќ. Сите тајни на Тома Фила. Или што Тома Фила ќе однесе во гроба. Така заврши претходното интервју со Тома Фила, кој го иметувавме некаде мај и јуни 2020 година, во екот на короната, гледано некаде 189-190 хиljadi прегледи, одлично интервју, за разлика од тогашното интервју кој го снимивме во един хотел во Белград, сега го сниме во канцеларијата на Тома Фила, или како што вели тука кај што вие седите, седеше Јованка Брос, на столчето кај што седи Камармано седеше Желко Ренатовиќ Аркан. Значи сите случаи на Тома Фила, Хашкиот трибунал, Слободан Милошевиќ, предавање на Слободан Милошевиќ, олигархија, криминал, криминални структури, Аркан, убиство и така натаму, интервју со Тома Фила, сега 3 или 4 минути интервју со Тома Фила. Другиот дел, интервјуто со Тома Фила, дали крајот на јануари или почетокот на февруари, бидете сигурен, ќе стане збор за едно одлично интервју. Тома Фила, битолченец, кој сакаше да стане градоначалник на Белград. Ма не сакав у суштина. Ние знаев дека јас морам да изгубам. Зато што СНС е појак од нас и јасно беше дека СНС Вучич, Александар Вучич и неговата група ќе победи. И јас реков дека не е ни срамота да изгубам од Александар Шапич, бидејќи знаев дека тој ќе биде и дека јас мислам дека тој добар човек, вреден човек кој сака да направи нешто, али малце му не достига дипломатија. Тој, знаеш, не може да се уздржи, затоа што е спортист. И тој е, кога некој ќе го нападне, тој се брани. А овие појке, ако Ивица Дачич, например, појке дипломатски, па ќе размисли, па ќе види, па утре. 30 години се у политика, веќе научија политички да се изражава. Да, и да мислат. И тогаш целта беше кај нас да добиеме појке гласови него прошли пат, за да добиеме, бидејќи овој пат излезе опозиција, значи требаше појке да добиеме, и добивме негде околу 20.000 гласови појке во Београд, него порано, и така добивме ние 8 одборници. Значи, клучни бевме ние да се формира градска власт. И така нашиот Никола Никодиевич остана председател на собрање и јас место
да бидам пратеник, кој што бев и не сакав повеќе да бидам, и останав одборник. Али тоа не е страшно, едномесечно, 3, 4, 5, 6 сати, уреду. Не е. Томо снимавме пред короната. Значи некаде 2 недели пред да се прогласат карантини, да се затворат граници и така натаму. И тогаш 2 работи кажавме, кои времето ги потврди. Првото кажавте дека договорот со Бугарија ќе биде многу потежок Да, и од така и реков. договорот со Грција, и тоа се потврди. Гледате низ какви турбуленци поминува македонското општество. Ужас. Јас, прво, ние властите не ги сакаме бугарите. Не ги Така е сакате? не. Затоа што ние властите имаме проблем со бугарите. Со бугарите немаме проблем со други. Според мене најголем познавач на нафтените, енергетските прилики на Балканскиот полуостров е Давор Штерн. 1998 година го снимам првото интервју со Давор Штерн. Мислам дека тогаш е министер за економија во некој од владите на Фрањо Туџман, односно тогаш е Никица Валентич, премиер на Хрватска влада, тоа 97-98 година. После Никица Валентич има неколку средби со Бранко Цренковски, една од тие средби е тука во Скопје. Првото интервју со Давор Штерн го правиме таа 97-98 година во Портураш, мислам дека е хотел Бернардин. Тоа е моје прво одење во Портураш. Подоцна имам снимано таму уште десетина интервју во Портураш, одличен град. Град кој се наоѓа на границата помеѓу Италија и помеѓу Словенија, и секогаш кога сум сакал, нели, да снимам или во Италија, или во Словенија, или во оној дел на Истра во Хрватска, кај што го снимав интервјуто со Горан Калоџера, кој според мене беше одлично интервју, не помина така како што очекував. Разговаравме нели за Бугарија, разговаравме за Рацин, тоа нели ја потврди она моја теза дека емисиите кај што се третира македонското бугарско прашање се најмалку гледани од публиката на емисијата во центар и се се помалку гледани, што рече дека просечниот македонски гледач или македонскиот гледач или граѓанот и жител на Република Македонија го тангираат проблемите со Бугарија. Меѓутоа тие фрустрации смета дека еднаш за секогаш треба да бидат решени, знаете. Тој дури ќе и даде довербано одредена влада без разлика што не сака таа влада да ги решава на еден таков начин тие прашања за Бугарија, бидејќи исплашени се луѓето, истрошени се луѓето, уморни се луѓето, уморни се 30 години со Грција. Па сега го преговараме 30 години со Бугарија и не сад да гледа такви емисии. Затоа и така лошо помина 62.000, 63.000 прегледи има емисијата со Горан Калоџера, одлично интервју со Горан Калоџера. Бевме сместени нели во Портураш и го снимавме интервјуто со господин Горан Калоџера. Таму го снимавме интервјуто и со Давор Штерн, велам еден од најголемите нафтени експерти во Европа. Убедливо најголем нафтен експерт на територијата на поранешна СФР Југославија. Бил генерален директор на ИНА, бил директор на компанија која работела или која произведувала нафта на територијата на Руската Федерација. Во негово време ИНА има купувано нафтени извори во Сирија, во Либија и така натаму и така натаму. За да видиме што ќе се случува на енергетски план. Бидејќи знаете, 12 месеци од кога почна војната во Украина, ние сме под некој притисок, под некаков комплот, под некаков газ. Ке се зголема цените, нема да има струја, нема да има вода, нема да има природен газ. Ко ние да растураме со природен газ, па колку природен газ се троши во Република Македонија? Еден крак кој може би доаѓа од Бугарија. И сега овој конфликт кој се направи помеѓу владата и помеѓу Мак Петрол, претпоставам дека ќе има одредени реперкусии, и ако Телма правела 17 минути против Оливер Спасовски, првите 17 минути во вестите на телевизија Телма, се ќе прават 30 минути, зашто бидејќи Андреа Јосифовски, првиот човек на Мак Петрол, е сега незадоволен бидејќи на неговите барања кои ги има 30 години, знаете, ако Мак Петрол водеше домакинска политика која што требаше да води, немаше Хеленик Петролеум да ја купи Окта. Уште 96-97 година Мак Петрол ќе ја купеше Окта и да ја конзервираше, сега ќе можеше да ја врати во функција и со одреден мазут ние да произведуваме нафтени деривати. Да можеме да го грееме Скопје, например. И кој имате таков капитален и стратешки објект, вие не го продавате на држава со која треба да преговарате за решавање на спорот со името, меѓутоа ќе има сега конфликт помеѓу владата и помеѓу Мак Петрол, нели тука ќе бидат вклучени Пуцко Петрол, па министерот Бектеши, така натаму и така натаму, меѓутоа во суштина е тој конфликт кој таа 30 години. Мак Петрол не успеа да се позиционира така како што треба на македонскиот пазар, при тоа не го искористи моментумот. Кој беше отворен пазарот во Јужна Србија, кој беше отворен пазарот во Бугарија со свој бензински пумпи да го освои тој пазар, да се ребрандира, не мораше се вика Мак Петрол, може се вика Олко и така натаму, и да стави рака или да стави нога на тој пазар, да биде регионална компанија. Меѓутоа Давор Штерн веројатно ќе ни ги даде одговорите
Сигурно ќе не одговорите. Што ќе се случи со нафтата, со цената на нафтата? Зошто во одредени временски периоди цената на нафтата или на гасот паѓа на нула? Односно ви плаќаат за да имате каде складирате. Што е со тие 80, 100, 200 или 400 танкери со течен природен газ кои се во Средоземното море или во Атлантскиот океан, кои чекаат каде да бидат истоварени? Дали имаме преголема производство на природен газ? Зошто течниот газ е толку скап? Што е со оно пристаниште или складиште во Александрополис, каде што е најголемата база на НАТО сега во овој дел на Европа? Зошто за русите толку им смета Александрополис и така натаму, или претходно Дада Егеч, како што се нарекува? Сите тие работи во интервјуто со Давор Штер, одлично интервју, пред 3 години имавме интервју со Давор Штерн, беше одлично, ова мислам дека уште подобро. Добар ден, Давор Штерн, поранешен министар за економија или господарство, како се вика тука во Хрватска, директор генерален на ИНА, сте работеле во Русија, директор на нафтени компании, природен газ, значи експерт за енергетика. Што се случува во светот сега со нафта, со природен газ? A u svijetu se događa puno toga, vrlo je teško to izreći u kratko vrijeme. Imamo s jedne strane agresivnu politiku zelenih prema ugljikovodicima, prema nafti i plinu. I ja sam apsolutno za zelenu planetu, međutim to se ne može postići revolucijom, to se može postići samo evolucijom. A njihov agresivni pristup koji zabranjuje automobile na dizel do 2035. u Europi, gdje se forsira električni automobili koji nemaju dovoljno struje za napajanje svih tih automobila, gdje se uvode certifikati CO2 koji su postali sredstvo za trgovanje, to više nema onu prvotnu namjenu kad je imalo. Certifikati su uvedeni zato da se oni koji troše puno CO2 plaćaju kaznu, a benefit imaju oni koji su smanjili bacanje CO2 u atmosferu. I te stvari ne idu zajedno, jer to bi bilo dobro da nije taj papir, certifikat otišao na burzu. Onog momenta kad je došao na burzu, to je postao novi način, novo sredstvo za trgovanje na burzama i cijena je narasla na danas tih $70 po 1000 kubika CO2, a počela je sa 16. Prema tome, to su isto stvari koje opterećuju cijeli svijet. Ne samo energetiku, nego jer taj CO2, ispuštanje CO2 u atmosferu je prisutan na svakom industrijskom postrojenju, ne samo nafte i plina, nego bilo koja industrija ispušta. Međutim, taj CO2 je svjetski problem o kome se ne govori, zato jer je to vrlo nepopularno i ne može se ništa napraviti po tom pitanju. Naime, svijet dolazi do nivoa od 8 milijardi ljudi koji žive na planetu. Svaki čovjek dnevno ispušta 1 kilu CO2. Vi, ja. Kad izdišemo u toku dana, mi izbacimo 1 kilu CO2. To je 8 milijardi kila dnevno. I kako, na koji način to uhvatiti, na koji način to neutralizirati? To jedino može biti sa sadnjom novog drveća koji bi onda neutraliziralo kroz procese taj CO2. Međutim, toga nema, to se ne događa. I Brazil je u okviru sporazuma u Parizu obećao da će saditi novo drvo umjesto svakoga koji se u Amazoni sruši, posadit će novo drvo. To se ne događa. Tako da bojim se da je tu jedan problem koji svijet još nije spoznao. Drugi problem emisija topline, zagrijavanje planete. 8 milijardi ljudi, svaki od nas, dok je zdrav, ispušta sijaj 36,5 stupnjeva Celzija. U odnosu na okolinu je to puno. I sad pomnožite tu razliku sa 8 milijardi ljudi, ponovo dolazimo do toga da je globalno zagrijavanje jedan od uzroka i broj ljudi na svijetu. Tu nema odgovora. Kako smanjiti broj ljudi na svijetu? И последното интервју, кој ни остана да биде емитувано, е со Александар Раковиќ. Историчар, еден од авторите на целата таа стратегија на српски свет. Човек кој е прогласен за персона нон грата во Црна Гора, кој стоеше за сите тие протести кои се правеа во Црна Гора, во кои учествуваше Српската православна црква, Амфилохија Радовиќ. Всушност за таа една мека обланда на Александар Раковиќ се крие една многу опасна стратегија. Тоа е со помош на културата или на таа седма Југословенска република која се уште не е распадната, а тоа е култура, тоа е музика, тоа е спорт, да се возобнови српскиот свет. Може би без делови на Хрватска, може би без Словенија, меѓутоа во овој дел на таа скратена Југославија,
која ја преговараше Слободан Милошевиќ со Али Изетбеговиќ, со Адил Зуфар Крипашиć, со Момир Булатовиќ и тогаш Мило Ѓукановиќ, целата таа идеја да биде сега на некои нови основи реобновена. И сите мои конфликти околу српскиот свет всушност биле не против српскиот народ, против таа стратегија која сметам за многу опасна за Република Македонија, биејќи таа стратегија поради албанското прашање, поради косовското прашање, знаете, а тоа косовско прашање секога се подгрева во периоди кога Александар Вучич е изолиран од меѓународната заедница. Погледнете колку малку политичари дошле во Србија изминатите неколку месеци. И Србија сега е ставена на одредени шини, кој треба да го реши косовското прашање. Бидејќи Србија сака да го реши косовското прашање, косовското и албанското прашање ги обединува Црна Гора, каде што има албанско малцинство, Албанија, кој е пиемонот на албанштината или на албанското прашање, или на Албанија натурале, што вика Кочо Данај, Косово, како втора албанска држава и Република Македонија. И секогаш, кога србите сакаат да го решават косовското прашање, инсистират на Република Македонија. Имаше една теза, која сум ја кажал во емисијата во Центар, дека најголем дел од структурата на генералштабот на поранешна ОНА биле поранешни официри на ЈНА, Узимо Стреми, Тала Џафери, што нели може да дополнително се развие ко теза дали поранешна ЈНА, да не речам КОС, имале свое влијание во војните на Косово и војните во Република Македонија. И интервјуто со Александар Раковиќ го почнавме и отидовме со намера да го снимеме за односите помеѓу Руската православна црква и Вселенската патриаршија. Во наводници излезе од контрола, трае саат и некои 30 минути, едно брутално интервју, кај што јас всушност расчистувам со сите метастази на српскиот свет тука на Балканскиот полуостров, посебно во Република Македонија. Сите кои имавте можност да го слушате или да го читате Фукујама, а беше во текот на пролетта гости на Правниот факултет во Скопје, многу малку присутен во македонските медиуми, бидејќи ние нели секој ден имаме некако Фукујама кој не доаѓа тука, па не можеме со оној оригинален Фукујама да направиме одредено интервју, и каже дека главното руско влијание на Балканот оди преку групацијата Спутник Србија. И преку таа групација, и преку тие линкови, тоа руско влијание всушност нас ни се простира, ни пенетрира во Република Македонија. Сите овие хибридни облици на конфликти, закани, најави за бомби, така натаму и така натаму, тоа е руско влијание кое е присутно во земја членка на НАТО, знаете. Имаше пред некој ден генерално собрање на акционерите на Јувентус. Моџи, Лучијано Моџи, еден од архитектите на Јувентус, кој завршува со таа афера Калчополи, кој сега развива тезата дека против Јувентус е кренат еден систем на новинари, на јавно мислење во Италија, на обвинители на италијанска држава и така натаму и така натаму. Доаѓаме во една апсурдна ситуација. Јувентус кој е воден или е командован или е во собственост на најмокната компанија, односно најмокната фамилија во Италија, а тоа е фамилијата Анели, кој ги има под контрола најмокните, два од трите најмокни дневни вестници во Италија. Тоа е Стампа, тоа е Република и така натаму, Тутоспорт и така натаму, кај што има акции во најмокните телевизии, портали, радија во Италија, кај што Фијат е во нивна собственост, одеднаш причините за крахот на Јувентус, нели таков мит се правија против мит, вие тешко може да се борите, почитувани гледачи, бидејќи митот секош има одредена мистика, има одредена приказна зад која стојат многу луѓе, навивачи, тифози, луѓе кои со емоции влегуваат во целиот тој процес, исто како што сега дел од македонскиот народ влегува со одредени емоции за Русија во борбата против Украина, бидејќи на тој начин им се свети име на американците, на Европската унија, на нивната непринципијална политика, и тоа се вратам на поентата. Сега се развија теза дека Јувентус е жртва, иако јас сум страствен навијач на Јувентус. Меѓутоа расчистувам нели со една таква теза која за мене е погрешна теза. Испеѓа дека Јувентус е жртва на системот во Италија, а не дека Јувентус е газда во Италија. Е таква ситуација сега ни се случува во Република Македонија. Партијата која е наследничка на партијата која била 70 години на власт во Македонија, сега се прикажува како жртва на некоја заробена држава. Па што сте дозволиле некој да ве зароби државата? Па тие суди, тие обвинители, тие официри, тие полицајци, таа државна безбедност, па тоа биле ваши членови. Па нивните деца, нивните внуци биле ваши симпатизери. И во моментот кој вие ќе дозволите некој аутсайдер кој бил гонет од тие структури, како ВМРО ДПМН, и ДУИ, да ви направи заробена држава во Република Македонија, таа заробена држава да го избери Ислам Абази,
да ве праша американската амбасадорка како ви се случи да го избере некој Исламабази, тогаш вие не може да се представите како жртва истиот случај како со Ювентус. Туку вие само едноставно сте го промашиле моделот на владење, моделот на функционирале. Сте покажале на класична неспособност. Бидејќи не се одбрале луѓе кои ќе можат да ви обезбедат да видите на власт во Република, да расчистите со таа заробена држава Република Македонија. Бидејќи сега во сегашната фаза во СДСМ има една апсурдна ситуација. Надвор од СДСМ имате многу помалку луѓе кои можат да направат пресврт на политичката, на бизнес и каква друга сцена во Република Македонија, во споредба со луѓето кои се сега во СДСМ. И тоа е структурата, тоа е суштината на интервјуто со Александар Раковиќ, не македонскиот дел, туку суштината на српскиот свет и како тој српски свет всушност сака во гравитационото поле на Белград повторно да ја врати Република Македонија. 3 или 4 минути сега со Александар Раковиќ, одлично интервју, да ми верувате, нема да зажалите кога гледате во јануари или во текот на февруари. Александар Раковиќ, историчар, експерт за цркви, експерт за српскиот или југословенскиот свет. Кога тој српски свет стана руски свет, господин Раковиќ? Pa, bavim se naravno i srpskim pitanjima i jugoslovenskim pitanjima kao profesionalni istoričar, tako da dobro ste rekli jedno i drugo, a kada je reč o srpstvu i o srpskom svetu, to je autentični srpski koncept. Čak i pojam srpski svet postoji od 19. veka. Dakle, on je izvorno naš, srpski i ne treba ga tumačiti kao neku vezu sa ruskim svetom, iako naravno ne treba ni odbijati te komunikacije. Имаме германски свет и врз база на концепцијата на германски свет де факто станува Втората светска војна. Руски. Француски свет. Имаме француски. Имаме денес руски свет и војната во Украина се должи на рускиот свет. Имаме српски свет и всушност постои тамо разлика помеѓу српско и србијанско. Нели? И секој релевантен историчар ја прави таа разлика помеѓу српско и србијанско, бидејќи српско значи на територија или србијанско на територија каде што е Србија, а другото значи на територија каде што има во наводници српски гробови. И до тамо каде што се српски гробови, до тамо се протега српска држава и тоа е конфликтноста која постои во српскиот свет. To je iz 90. godina, to je radikalska filozofија bila politička. На власт е сега. Сега е на власт радикалската политика. Александар Вучич, целата таа структура е на власт во Србија. Ali nema srpski svet veze sa tom radikalskom, srpski svet sadašnji. Nema veze sa radikalskom filozofijom. Srpski svet ili srpstvo, ujedinjeno srpstvo, ja ga radije tako zovem, treba da obuhvati Crnu Goru, Republiku Srpsku i Srbiju. To je, dakle, moja to je vaša ideja. Jeste, apsolutno, da. I Makedoniju sa nama u Uniji, ali Makedonija ne kao deo srpskog sveta, jer Makedonci su nama najbliži narod, ali nisu Srbi. 85% од србите ја оправдуваат војната во Украина. Анкетите. Со мислам тоа што можеме да го прочитаме. 75% од русите оправдуваат војната во Украина. Односно 84% од србите, 75% од русите. Што ке рече дека србите повеќе оправдуваат војната на Русија или интервенцијата или агресијата на Русија во Украина, колку што го прават самите руси во однос на Украина. Како влеговте во таа руска матрица? Мене тоа не ми е јасно. Знаете, и не е проблем што вие влеговте, проблем е што преку вашите медиуми, вашите портали, вашата гравитациона мок, тоа се рефлектира на Македонија. И прави проблем во Македонија. А каков проблем прави тоа во Македонија? Па добро, видите, сега Македонија е членка на НАТО. Дали нас не се допаѓа или не се допаѓа, тоа е друга работа. Македонија ги менува устав или влезе во процес на менување на уставот, договор со Бугарија за да ги почне преговорите со Европска унија. Значи Македонија го одбра правецот. И сега вие кога ќе бидете бомбардирани со таа руска пропаганда, Украина исто Косово и така натаму, како и кад српското се брани на Косово, руското се брани Украина, тоа е веќе проблем контра цел свет. Извинite, ali većina Makedonaca podržava Ruse u specijalnu operaciju. Govorimo o makedonskoj naciji, ne o Albancima, nego govorimo o Makedoncima. И толку некаде за ова 2022 година. Главната политичка разврска во Република Македонија во 2023 година ќе се води околу две опции, две тези. Дали ќе биде формирана европска коалиција предводена од СДСМ, која ќе изолира ВМРО ДПМН на политичката сцена,
Иако ВМРО-ДПМН е против уставните измени, може да се случи појава на 2 или на 3 структури тамаво, тој комплетна опозицијата во Република Македонија, на една страна Апасиев, на втора страна Даниела Арсовска, Стефчо Екимовски и евентуално Максим Димитриевски, коалиција која има потенцијал да тежи многу повеќе од коалицијата на Димитар Апасиев, и ако ВМРО-ДПМН не гласа за уставни измени, се појави одредена европска опција во структурата на ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски да има партија која ќе биде поделена на 3 или на 4 дела, и втората опција не да биде формирана европска коалиција, кај што ќе бидат во најголем дел албанските политички партии во Република Македонија, туку да биде формирана широка влада. Широка влада составена од ВМРО-ДПМН и СДСМ, Фрчковски тоа го најави пред 2 или 3 години како швајцарски модел, кој колку ќе освои гласови на изборите да има толку министри во владата, па некаде пред 2 години, пролета 2021 година, пред локалните избори, тоа го кажа Зоран Заев, кој понуди да биде формирана влада помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ. Никола Тодоров, кој тогаш беше претендент да му го земи лидерското место на Христијан Мицкоски, ја прифати таа идеја. Ќе видиме дали сега Христијан Мицкоски, кој ќе се соочи со можно распаѓање на неговата партија, ќе прифати, ако му биде понудено, може би се водат некои тајни преговори за формирање на некоја широка влада. Всушност СДСМ сега во моментот ќе избира помеѓу две опции, да се направи европска коалиција, која ќе влезе во процес на растурање внатре на ВМРО-ДПМН, но ќе го спаси ДУИ, или ќе влезе во коалиција со ВМРО-ДПМН, исчистено ВМРО-ДПМН, без одредени метастази на Никола Груевски, Орце Камчев и Сашо Мелков, и ќе влезе во конфликт со заробената држава, бидејќи вие не можете да се расчистите со заробената држава, одејќи во наводници битки само со ВМРО-ДПМН, а ДУИ да ви биде дел на една нова влада која расчисто со заробената држава, каде што составен дел бил и партијата ДУИ. Околу тоа ќе се водат политичките разврски во Република Македонија, ќе видиме каква ќе биде улогата на Ковачевски, на Стојан Пендаровски, тоа ќе бидат анализи во текот на 2023 година, Зоран Заев и така натаму, односно дали Зоран Заев ќе може да репризира некој модел кој ќе биде мешавина на Милан Кучан и на Али Ахмети. Али Ахмети всушност освен кога ги влече потезите, а остана да биде лидер на партијата ДУИ, за разлика од него Милан Кучан не е председател на било која партија, меѓутоа ги има полугите на власта во своји раце и може со помош на тие полуги на власта да влие на политичките разврски во Република Словенија. Зоран Заев ќе се обиде да се протни помеѓу тие два модели, во зависност од тоа дали ќе успее тоа да го направи, или дали Димитар Комачевски ќе заврши таа своја метаморфоза од Брнабич на Зоран Заев да биде нов Александар Вучич, бидејќи така го води пиарот, ќе видиме колку тоа ќе успешно ќе оправи во наредните 12 или 18 месеци до редовните или предвремените избори во Република Македонија, ќе зависат и политичките разврски во Република Македонија. И толку беше за 2022 година, ново дружење, некаде 12 или 15 јануари 2023 година, со сите членови или кои се мембаршип на каналот во Центар, ние ќе имаме видео чат на почетокот на јануари, дали ќе биде на 5, дали ќе биде на 12 јануари, имаме посебна група, јас ќе информирам на таа група. Првиот видео чат преку Zoom ќе биде на домашни политички теми, тоа што сега нели го анализирам. Вториот видео чат ќе биде на тема Балкан, балкански политички разврски или тоа што се случува во светот. За сите кои нема да се слушнеме до 12 или 15 јануари, стрекни празници, стрекни новогодишни, стрекни божникни празници, многу здравје, среќа, љубов, сите желби да ви се исполнат, да живееме во една понормална, подобра држава, да сме живи и здрави, се гледаме на 12 или на 15 јануари, до тогаш пријатно вечер Македонијо, каде да си.